Носењето со лонгети во суд, апсењата пред камери, целодневните судски рочишта за време на минатата власт беа само шоу и почнуваат да паѓаат. Голем број функционери од ВМРО ДПМН од минатото, во периодот на владење на СДСМ и ДУИ, беа жртви на нефер судски процеси, за кои добија и позитивни пресуди и од меѓународни судови. Еден од нив Емилијана Киевски, кој со лонгета на нога и штаки беше носен во судот. Екс-министерот за транспорт, иако се доставена медицинска белешка дека не може присуствува на рочиште, по наредба на судијата Осман Шабани беше спроведен во судот. Шабани не сакаше ни да го исполни барањето на одбраната, да го праша обвинетиот, барем дали се чувствува добро, на што добија одговор, штом го спроведе, значи е способен. Јана Киевски беше испроведуван да одслужува казна затвор, што беше помал од притворот кој што му беше определуван, зашто реагираше одбраната, но судот остана нем. Зошто имаше потреба тогаш да се определува мерка притвор на господинот Милијан Киевски во 4 или 5 предмети? Тоа, ако не може да се спојува. Што со тие предмети? Судот во Страсбурзија на Киевски донесе пресуда дека неправедно бил држан во притвор за случаите Шпански скали и 27 април, дека неправедно бил држан во притвор, одлука беше донесена и за поранешниот министер Спиро Ристовски. Немало ниту доволно релевантни причини тој да биде уапсен своевремено, а и неоправдано 14 пати му бил продолжуван куќниот притвор. Судот утврди повреда на членот 5, параграф 3 од конвенцијата, од причина што сметаше дека причините кои ги навеле домашните органи со цел да го оправдаат долготрајното траење на притворот кај господинот Ристовски не биле доволни, ниту пак биле релевантни согласно стандардот втемелен во Европската конвенција за човекови права. На објавена аудиоснимка на која говори Вилма Русковска се споменува името на Владимир Атанасовски, што се совпаѓа со поранешниот директор на УБК. Таму шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал вели дека намерно го заборавила во притвор. Го држав 2 месеци и го заборавив. Го заборавив буквално. Не, го заборавив намерно. Владимир Атанасовски го ставив во притвор и го заборавив 2 месеци. Последен доказ за сомнежите дека судството носело политички инструирани одлуки е барањето да падне дел од случајот. Организатори на 27 април од обвинителството велат дека Вилма Русковска 6 години незаконски ги гонела. Со ова практично паѓа случајот организатори 27 април, за кој првостепена судска пресуда донесе судијата Илија Трпков, што подоцна падна на апелација. Со камери се снимаше и полициското присуство пред зградата на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, иако таа се уште немаше упатен акт за издржување на казна затвор и за упадот во собранието, луѓе се апсеа во рани утрински часови со специјалци и автомати пред семејствата и децата.